Нотирано е дека кај одредени суди има повеќе застарени предмети, кај некои суди нема воопшто, што само упатува на тоа дека оваа теза погоре во отсуство на човечки ресурси и постапување на судовите не би било доволно издржано. Се ова упатува на потребата од развивање на соодветни контролни механизми за следење и проверка како на работата на судиите, така и на јавните обвинители, со цел да се следи постапувањето на судиите во текот на судската постапка, но како што и напоменав на обвинителите во претходната, односно фазата на истрага. Од тука неизбежно и да се постави прашањето колку корупцијата во правосудството може да се сузбие со административни процедури и констатирани злоупотреби евентуални на положбата и нивно разрешување, а не со кривична одговорност. Во секој случај, во процесот на проверка, сметам дека од клучно значење би било да се утврдат неколку работи, како например внимателно да се утврди опсегот, односно временската рамка на проверката, како не би оддала впечаток на дополнителна правна несигурност, да се утврди опсегот на лицата кои би биле опфатени со проверката, односно да се овозможи проверка на сите чинители представници од судската власт, со евентуално проширување на опсегот и на судската администрација, но и на јавно-обвинителската служба, да се предвиди точното време траење на овој процес на проверка, да се утврдат правилата на постапката, поточно да се утврди улогата на институциите и органите кои ќе даваат помош и поддршка во процесот на докажување и позадински информации за лицата кои што се предмет на проверка, да се утврдат јасни и обсежни критериуми за проверка, согласно кои застареноста нема да биде единствениот основ за проверка. Динамиката на постапувањето и водењето на постапката е клучно, особено ако се земе предвид дека голем дел од кривичните дела од областа на организираниот криминал и корупција токму се предвидени, за овие дела се предвидени високи казни, кои што предвидуваат и голем протек на време на застареност, а битно е и да се внимава и на субјективната одговорност, односно личниот придонес при постапување на суди во рамки на советите во кои што работат, имајќи предвид дека истите немаат можност за издвоени мислења во конкретните одлуки.